Утрински стихови од Библијата. 18 декември. Божиот престол споделен со победникот. На оној кој победува, ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Откровение 3:21. Со својата сигурна и семоќна рака, Бог ја прифаќа секоја душа која ќе му се обрати за помош, колку и да е таа слаба и безпомошна. Сите богатства на овој свет можат да пропаднат, но душата која живее за Бога, која не се колеба кога е изложена на ударите на напад и осуда, ниту се изопачува кога е пофалена, ќе остане за секогаш со него. Златните порти на Божиот град ќе се отворат само пред оној кој уште на оваа земја научил да бара од Бога водство и милост, утеха и надеж во секоја неволја, па дури и тогаш кога изгледа дека се е изгубено. Таквиот ангелите ќе го поздрават со песни на добре дојде, а дрвото на живот ќе донесува и за него своји плодови. Сеќавањата од твојот живот се пишуваат во небесните книги. И ако ги победиш своите недостатоци, во тој запис ќе се најдат и душите спасени со твоите напори, самооткажување, добри зборови и доследен христијански живот. И кога конечно ќе се дава секому според своите дела, откупените души ќе те наречат блажен, а Господарот ќе каже: добро извршено, добар и верен слуго. Влези во радоста на својот Господар. Ќе бидат Божии и Христови свештеници и ќе царуваат со него 1000 години. Заедно со Христа, тие ќе им судат на грешниците, споредувајќи ги нивните дела со книгата на законот, со Библијата, и ќе го решат секој случај според делата што се направени во тело. Кога ќе се преобразат во бесмртност и заедно со Исуса ќе бидат земени на небо, кога секој ќе прими харфа, облека и круна и ќе влезе во светиот град, светите со Исуса ќе пристапат кон судот.